Мене Facebook не може да ме фрли нити у депресија, нити да ме депримира. Напротив, може само да ме инспирира. Мојата сопруга направи представа за Facebook. Да. Значи, Facebook може само да те инспирира, не може да те депримира. А за приземниот свет, за тие гости што си ги имала ти, кои се бават со рекла казала и што може една реченица или еден коментар да ги фрли у депресија, мислам, и тебе ти се чудам на паметот како можеш да прочиташ таков коментар, на што си кили ти. Јас сепак ги почитувам моите гости кои што ги поставуваат прашањата на групата Статус. Ти почиташ твоите гости. Сакам да кажам, моите гледачи кои што пишуваат. Немаш друг коментар? Осим тој. Секако поред ги читам како нели претходно имаше и друго прашање. Па малце ти е ступиден коментарот. Мислам што сака да објасни објасни. Владимир, не знам, јас не одговарам токму за него. Срам да ти ја волел. Го срамиш има. Добро, во секој случај ние искоментиравме. Што да ви кажам? Така, искоментиравме. Тоа е муабетот. Искоментиравме нема да се пркнеме ни уметниците викат. Во нашата студија е сепак пријатно и во односно тоа има потреба нели да коментираме. Али ти како професионалец мораш да одлучиш што ќе прочиташ. Не можеш на секоја будала и на секој селјак да читаш коментар. Што ако некој напише се сакам да ти го зачукам у уста, ти ќе го прочиташ тоа? Добро, во секој случај нема да го прочитам, меѓутоа ова прашање воопшто не беше без никаква негативна конотација, јас мислам. Ма немој да ме јебеш бре. Не беше со негативна конотација. Затоа и го објаснивме како што треба. Удиме со уште едно прашање.